Почитувани пријатели, добре дојдовте во уште едни гурмански приказни на обичните луѓе. На вашата фреквенција Сител телевизија секој утро во емисијата Журнал се трудиме да допреме до вас со прекрасни традиционални македонски рецепти. Тие рецепти ги готвиме заедно со нашите домаќини, рестораните ширум Македонија. Денеска имаме еден рецепт кој што има своја историја. Се вели коленица на бавчански начин. Телешка коленица на бавчански начин. Но приказната ќе ја почнеме од старото Скопје. Од старото Скопје, онакво како што го паметат старите скопјани. Скопје во своето златно доба, значи од 45-та година до 63-та година. Овај период, ова златно доба на Скопје, како што го нарекуваат многу стари скопјани, се одликува со вечерни игранки, се одликува со многу спортување, се одликува со познатите летни бавчи, каде што свирела жива музика. Најпозната бавча во Скопје била кермес, каде што се собирале младите и од кермес произлегле многу брачни двојки. Но каде е приказната за бавчите во оваа ситуација? Покрај летните бавчи, значи покрај сите оние ресторани кои што постоеле во старото Скопје, имале жива музика, постоеле и вистински бавчи. Значи Скопје било град на куќи и на бавчи. Секоја куќа имала мала бавча во кое што гаеле, така наречено по скопски, емиш и зарзават. Токму тој емиш и зарзават допринеле да старите скопјани можат едноставно да направат и една тава, и една коленица со оние производи што ги имаат во својата бавча. Токму за таков рецепт, за таква комбинација на месо и на зарзават од сопствената бавча, од оние бавчи кои што се наоѓале на територија на денешно Ѓорче, на денешен аеродром, на денешно Лисиче, зборува и оваа денешна приказна, која што ја готвиме во ресторанот Кале. Се гледаме во кујната на ресторанот. И еве се наоѓаме во кујната на нашиот домаќин ресторанот Кале. Тука сме топло примени и денеска заедно со утринската програма на Журнал и со нашиот пријател велемајсторот на гурманлукот Сакип. Така ќе приготвиме што Сакип денеска? Денеска ќе приготвуваме коленица на бавча, телешка коленица на бавчански начин. На бавчански начин. Јас раскажав една приказна за скопските мала во најавата, значи на ова вклучување и кажав дека сите скопски мала имале нели бавчи, но луѓето што работеле по тие бавчи требале добро да се хранат од една проста причина, знаеш како е во бавчите, се работи од утро до мрак. Што и направи ти на оваа коленица пред да почнеме со оној другиот официјален дел? Како ја приготви? Што и правиш? Ова коленица претходно се зема, она се очистува од незините делови, се пресечува и после Што фактички и чистиш? Значи таа веројатно не ја даваат со кожа, ја знам во месарница. Така, се вади мрсотијата. Се вади мрсотијата, има дел од жири кој што се исто очистуваат од незе. Така. И така, она големиот дел од коската, кај што коленица се пресечуваат и останува целосно месото само. Целосно месото. Не знам дали веројатно знаеш, да, во својот нели она готвачка кариера, колку време веќе си во овој бизнис, да кажеме, со нов вокабулар? Многу така речем 26 години со сажа редовно, да. 26 години редовно. Дали знаеш дека месото од коленицата, иако не е многу скапо, не е како бифтекот, рамстекот, е меѓу најубавите меса. Да. Тоа го знаеш. Што друго ќе ни биде потребно пред да го објасниме процесот на готвење на оваа телешка коленица на бавчански начин? Самото име се кажува, значи бавча го правиме, значи за градина свеќе има, бавча се знаеш има, зеленче се презгодна. Да. Значи така коленица се зема од претходно чистена да спремена. Се зема, прво се посолува, значи наша сол се става. Така, наша сол чиста. Наша сол се става, значи. Можеме да ставиме малку шефмикс. Шефмикс, да. После презгодно, значи сето кога се чината, се премачкува со сеп, се панира во брашна и се бржи во мрсотија. Така. Значи добро, тој дел ќе го видиме, сега ти ќе го изработиш. Сега, кога ќе ја ставиме да се вари, во сабот и тоа ќе го видиме, што доаѓа дополнително во неа? Значи што има? Во неа доаѓа, значи морков, кромит, морков, целер,
Може ловаро липче да се стави, значи пред крајта мазно, значи сите зеленчуци што постојат, Тоа се да. целерот, а ова е? Да, тоа е целерот, значи И тоа е целерот, ова е корен. Ова е хромедот, Добро. значи морковот, може да има редви, значи не е битно ни денеска ги имаме, тие што ги имаме. Значи тоа што има у Бавча, сега сме токму така. во некој Есенско период, време, да. тоа Пред е. Нова година домати нема, домати во фолија, бавчите се веќе на некој начин да речеме на крај. На крај Да. затворени. Значи користиме тоа што На крај од работно време, така. Ајде да видиме да ја подготвиш ти, да ја подготвиш за панирање, па камерата ќе те даде како панираш. Повели слободно. Солуваме. Па идеме. Делот Шеф микс шефмиксот. од котањи. Тука имаме и биберче од котањи. Мало си е тоа, значи. Така. Делот него се става се. Како тоа стручно го правиш. Мора тоа да иде топно, да Одлично. не биде... Па 26 години нормално. Па, тука не. Значи, идеме с Сенф. сенфот. Моментално немаме спонзори за Сенф, еве. Па, имаме. Веројатно ќе се најде некој да во Во следните следната емисии. емисија сигурно ќе Да, имаме, да. Кој ќе видиш што Ќе правиме, видат може, како го. Ајде да видиме сега. Значи, тој процес помина во брашно. Исто се вака во брашно. А сега ќе го мрднам малку. Значи, вакаме во брашно. Така. Да се заребе брашно. Потребно е некоја си посебно брашно или Па не е нормално бело битно брашно? многу, нема да правиме ние, да се не е било бели Така, пецива. така. Ако е побаво, меѓутоа брашно за панирање, тоа е. Значи, ова е фаза на панирање, испаниране, значи е трема страна. Стави ја тука. Значи, сега е испаниране. Сега е подготвена за испанирана. значи за пржење, односно панирање Значи, во зејтин, кој што Во ќе го зејтин направиме. треба да се загран зејтинот на една температура за да може да се стави да се прши. Значи се прши да добие румена боја, Добро. убава румена боја, кога ќе добиеме таа румена боја се става, значи морковот, хромидот, седерот, се унезе се стават и се става да се диста. Добро. После има фаза, после, значи... Ајде да припрема, прејдеме на втората фаза, односно пржење, панирање во Може. зејтин. Се става во позивом загрејаната мачнотија, значи овде ќе пржиме коленицата, добиваме боја, значи надворешно, надрешно не е во процес на готвење. Више, готово со пржењето, еве, добивме една боја што треба да биде. Ево, тоа на боја румена што добивме, значи можеме да ставаме више зеленчукот. Значи, како што рековме претходно, пробржената коленица, сега ставаме хромидот, морковот, сега ставаме седерот на него. Може да се стави 2-3 листа ловоров лист, заради шмех. Кога ќе омекне зеленчукот, ќе ставиме да преливаме со фонд, така да ја оставаме да крчи. Значи, што е највно, да ставиме фондот. Ставаме фондот на колку да ја покриеме. И што би било Старо Скопје и ресторанот Кале без бавчанската коленица? Телешка коленица на бавчански начин. Готова е, ја сготвивме и сега на моја радост и на ваше знаење, односно видовте како се приготвува, ќе можете и вие да ја приготвите, ќе си дозволам да ја пробам.
едноставно фантастично. Оди со прекрасно македонско црно вино, нека ни е на здравје. Се гледаме утре повторно во истото време.